пропишана за оваа класа, иако постојат се уште варирање во информациите, дали е тоа официјално или неофицијално. Во секој случај, Пожаренков на денешната трка стартуваше со тегови 105 килограми кои го прават неговото возило потешко. Со тие тегови стигна само до третото место, а на четвртото место пак исто така би можело се рече во иста секунда само 7 десетинки за останување членот на автомотодржството Хемпромет од Скопје Томче Стојанов. Се трудеше колку што може подобро да извози патеката, имаше проблеми и тој со менувачот, го немаше вториот степен на пренос, значи од прва во трета. Меѓутоа, што е тука, во оваа класа стартуваа уште и Тодор Исеиловски и Марко Кажич, член на автомотодржството Новус Хелак од Скопје. Значи во оваа класа прв е Огњан Мицев со 52 бода, Здравко Нинковски втор со 45, а на третото место го делат Пожаренков и Стојанов со по 32 бода. Класа 4 автомобили со зафатено на моторот до 1600 кубни сантиметри го гледаме возењето на Сашо Андреевски од автомотодржството Херц Македонија. Убедливо најбрз беше на вчерашниот тренинг, би можело да се рече и нешто малце гледано на нашите простори. На вчерашниот тренинг имаше време од 4 минути 53 секунди, за разлика од вториот на тренингот Зоран Марковски, кој каснеше зад него цела една минута. Значи на овие 8300 метри цела минута предност за Сашо Андреевски. На денешната трка имаше проблеми исто така пред самата цел со менувачот, тоа сепак не успеа да го искористат неговите конкуренти во борбата за повисок пласман. Го гледаме Христаки Давидковски, член на Новус Хелак од Скопје, тој го искористи нестартувањето на Андреевски на првата трка во Крушево. Очигледно дека овдека математиката ќе игра главната улога во одредувањето на шампионот во оваа класа. Христаки Давидковски со едно прво место во Крушево и 2 втори места, значи на Галичица и овде на Пониква. Скупно 50 бодови, Сашо Андреевски само на Галичица и на Пониква победник, вкупно 40 бодови, меѓу нив двајцата, значи ќе биде решено прашањето на победникот во оваа класа. На третото место Зоран Марковски, член на автомотодржството Хемпромет од Скопје. Возилото Југо, добро познато и од минатата година во рацете на Владко Делев, со него стана трикратен шампион и прв освојувач на златната кацига на македонскиот автомобилизам заедно со Витомир Блажевски. На трката заостана нецели 40 секунди зад победникот Андреевски, иако значи Андреевски имаше проблеми со менувачот, никој не успеа тоа да го надополни во оваа класа. Значи на хоби автомобили стартува и Јанко Атанасов и Александар Тасевски, кој не ја заврши трката. Преминуваме во една од најинтересните класи, значи класата 5, класа на автомобили со зафатено на моторот до 2000 кубни сантиметри група N. Го гледаме возењето на денешниот победник Илија Малинковски, кој воедно, треба да спомнам, го поставува и новиот рекорд на патеката. Спомнав, оној рекорд на Димушевски од минатата година ќе остане запишан во аналите на македонскиот автоспорт. На таа патека, годинава патеката е нешто подолга, 8300 метри, а Илија Малинковски, член на автомотодржството Мак Петрол, ја измина патеката за 4 минути 40 секунди 562 илјади делови од секундата. Со тоа победи на денешната трка, вкупно 55 бодови во досегашниот шампионат, би можело да се рече една од најдобрите инвестиции на автомотодржството Мак Петрол, кое оваа година започна да се надпреварува во државното првенство на Македонија на ридско-брзински патеки. Втор Витомир Блажевски, значи денеска член на автомотодржството Херц Македонија, успешен ден и за надпреварувачите од овој клуб. Со возилото Голф GTI, знаеме, не стартуваше во Крушево, на Галичица беше четврти, еве го поправа својот пласман, освојувајќи второ место. Се надеваме дека на Блажевски му остануваат уште 2 трки, доволно шанси за да ја
за да ја освои првата победа во ова нова за него класа. Знаеме, тој минатата година беше шампион во третата класа, она 1300 група А. Го проследивме на стартот Александар Вуле Димушевски, член на автомотодружството Партнер со Рено Клио Вилијамс, прв во Крушево, трет на Галичица, овдека заостанува 11 секунди зад Малинковски, со вкупно 44 бода, втор во генералниот пласман, значи заостанува 11 бодови за Малинковски, и овдека би можело да се прогнозира дека меѓу Димушевски и Малинковски ќе се води борбата за титулата. Очигледно е дека тие двајци имаат најдобро спремени возила годинава. Владко Делев сепак не настапи на оваа трка, тој имаше некакви шанси да конкурира во таа борба, меѓутоа на тренинзите за кружната патека во Пробиштип имаше проблеми со менувачот, се уште тој дефект не е остранет и токму затоа Владко Делев не настапи на трката. Го проследивме стартот на последниот надпреварувач од класата 5, Милорад Ефимовски од Херц, Македонија. Неговото возило во петата класа ги нема оние перформанси за висок пласман, може би било и посолидно пласирано доколку би возил во шестата класа, каде што го гледаме возењето на Зоран Рошев со возилото BMW, инаку Зоран Рошев член на автомотодружството Скопје. Во Крушево оваа класа, само да спомнам, бидејќи незадоволен минимум од 4 возачи не се бодува, во Крушево Рошев ја возеше сам патеката. Неговиот конкурент Славчо Георгиев од истото друштво Скопје со возилото Тојота не настапи во Крушево, во Отешево, значи на Галичица. Георгиев беше прв, Рошев втор. Денеска Георгиев имаше подобро време на вчерашниот тренинг, меѓутоа не успеа да заврши трката, значи повторно Рошев единствен во оваа класа и прв, меѓутоа сепак да напоменам уште еднашка, оваа класа не се борува и најверојатно и нема да се прогласи државен шампион за оваа шеста класа, значи на автомобили со зафатнење на моторот над 2000 кубни сантиметри група N и A. Се ближи крајот на оваа Почитувани гледачи, поздрав од студиото 5 на Македонската телевизија. Во наредните 25 минути ќе проследиме репортажата од четвртата трка на четвртиот државен шампионат во автомобилизам на ридски патеки, Пробиштип 95-та, во организација на Автомотосојузот на Македонија и Автомотодружството Злетово. Пробиштип на некој начин станува мека за македонскиот автоспорт покрај трките на ридски патеки. Знаеме, тука започне првенството на кружни патеки, а и мотокросистите и мотоциклистите тука имаат своји надпревари. Викендов во Пробиштип престојуваа 31 надпреварувач, настапија 30 во 6 познати класи. Реков веќе, ова е четврта трка, воедно и предпоследно до ова првенство и токму поради тоа е уште поинтересна, се разбира, во за борбата на возачите во директните дуели за што подобар пласман на крајот од првенството. Самата патека изобилува со доста правци, што не дозволува создавање на големи предности меѓу возачите, значи нема големи разлики и поголемата изедначеност воедно ветува и големи возбудувања на патеката, значи интересна трка. Ги проследивме инсертите од боксовите, ги следиме моментално и последните подготовки на надпреварувачите, како и на техничките организатори за старт на трката и токму Зоран Рошев, надпреварувач во шестата класа, прв го започнува надпреварот со возилото BMW во класата 6, значи класа на автомобили со зафатнење на моторот над 2000 кубни сантиметри група N и група А. На оваа трка немаше спаринг партнер, Славчо Георгиев со возилото Toyota Celica не се појави на патеката, значи Зоран Рошев сам, воедно нели и прв. Прашање е колку оваа класа вака како што е сега има свој смисол во ова првенство, дали ќе се вози и до година, бидејќи знаеме минимумот од 4 возила кога не е задоволен во една класа, таа класа не се бодува, автоматски возачите и немаат стимул за самите надпревари. Преминуваме на петтата класа, класа на автомобили со зафатнење на моторот до 2000 кубни сантиметри.
Прв во денешната трка ја имаше и најдобрата стартна позиција Илија Малинковски со возилото Opel Astra GSI 16 вентили на овој мотор. Беше најбрз, реков, и на тренингот и на денешната трка, убедливо во сите класи земена. Илија Малинковски со 75 бодови во генерален класман, значи на постојните 55, со денешната победа придодава нови 20 и прави веќе голема разлика пред останатите водачи и се наоѓа на само чекор до освојување на шампионската титула во оваа класа за оваа година. Инаку токму во оваа класа изедначеноста е најголема, сите автомобили посегуваат речиси идентични перформанси, околу 180 конски сили и се разбира во такви изедначени услови умешноста е таа која пресудува кој возач ќе биде подобро пласиран. На втората позиција Александар Вуле Димушевски со возилото Рено Клио Вилијамс. Моментално е втор во генералниот пласман, има значи една победа во Крушево, 2 трети места на Галичица и на Пониква. На тренингот имаше трето време, беше во иста секунда со Витомир Блажевски, но своето време го подобри за цели 4 секунди во однос на тренингот, значи на денешната трка побрз. 2 секунди на дополниот предноста на Малинковски кој имаше на тренингот. Оние 2 поради ситни проблеми со менувачот останаа недостижни. Сепак Димушевски е во конкуренција за висок пласман, реков тој е втор во генералниот пласман. Дали може да стигне до шампионската титула, преостанува до крајот само уште една трка. Изгледите се многу мали, затоа што би требало да освои максимални речиси бодови без неговиот конкурент Илија Малинковски да има пласман. Остануваше да го проследиме минувањето на Димушевски на целната рамнина, а трет со стартен број 96 Витомир Блажевски со возилото Golf GTI. На првата трка во Крушево не стартуваше, веќе на следната на Величица освои 4-то место. Минатата трка во Кочани ја заврши како втор. Овдека повторно на 3-то место, слично како и на тренингот, Блажевски повторно во иста секунда со Димушевски, овој пат само Димушевски е пред него. Нивната разлика е некаде околу 1/10. Минатиот пат, значи, Блажевски беше за некоја слична разлика поуспешен од Димушевски, овој пат ситуацијата е обратна. Витомир Блажевски подобар од трка во трка. Не стартуваше на првата трка, бидејќи неговото возило се уште не беше подготвено на почетокот на сезоната, меѓутоа минатогодишниот шампион во класата 3, носителот на 3 златни кациги во изминатите 3 првенства, значи на златна кацига поради освоени 3 последователни првенства и понатаму би се можело да се рече во врвот на македонскиот автоспорт. Милорад Евтимовски со Рено Клио од Херц Македонија на 4-та позиција на денешната трка. Во борба е со Блажевски за задржување на 3-то место во генералниот пласман. Тој има 38 бодови, додека Блажевски има 37, а во оваа конкуренција настапуваше, да се подсетиме, и вториот носител на златна кацига, Владко Делев, кој е на принуден одмор, би можело да се рече, поради проблеми со менувачот на неговиот автомобил, кој се уште не саниран. Во 4-та класа убедливо прво место на Сашо Андреевски од Херц Македонија. Во хоби класата Сашо Андреевски недостижен на последниве 3 трки.
Значи 3 први места, на првата не стартуваше во Крушево. На тренингот ги остави зад себе конкурентите по 20 секунди, додека на трката нешто помалку, некаде 17 секунди. Во оваа класа математиката одлучува кој ќе ја понесе шампионската титула, именно поради нестартувањето на Андреевски на Крушево. Тој сега има 60 бодови во генералниот пласман, додека моментално водечкиот Христаки Давидковски има 62 бода во генералниот пласман и значи последната трка наводна за 30 на дена ќе одлучи кој ќе биде прв во оваа конкуренција. Значи оној кој ќе биде понапред, макар и за една позиција, ќе се закити со најсејното одличие. На второто место денеска Крсто Трајковски, член на друштвото Драгоман. Имаше малерозна сезона, би можело да се рече. На првата трка во Крушево не му беше дозволено да стартува. На втората имаше проблеми со автомобилот на Величица, заврши како шести. На третата, поради неспортско однесување за случајот во Крушево, казнат со еден надпревар ненастапување и овдека конечно го послужува среќата, го освојува второто место. Значи највисок класман во оваа сезона, во оваа четврта, така наречена хоби класа за автомобили со зафатување на моторот до 1600 кубни сантиметри. Христаки Давидковски, кој го предмалку го спомнав, е моментално водечкиот во генерален пласман, денеска на трката трет. Имаше и тој проблеми со својот автомобил, именно на личните тренинзи, предходните денови неговиот мотор настрада, така да на денешната трка и на вчерашните тренинзи, како што и самиот посочи, возеше со, така кажемо, закрпен мотор. Меѓутоа сепак останува во битка за шампионската титула. Доволно е, значи, само да биде едно место пред својот најголем конкурент Сашо Андреевски на трката наводно, за да се закити конечно со ово одличие во неговата богата и успешна спортска кариера и како автомобилист и како каратист. Во оваа класа, значи класа 4, стартува уште и Орхан Амет, член на автомотодруштвото Автомобилист, Зоран Марковски, член на автомотодруштвото Хемпромет, кој е трет во генерален пласман со 32 бодови, како и Аце Тасовски, кој допатува, меѓутоа тој е оној еден од преварувач кој поради дефектот со возилото не можеше да настапи ниту на тренингот, ниту на трката. И со тоа го сцрпивме списокот на преварувачи во четвртата класа. Веќе го следиме возењето на Георги Пожаренков во класата 3. Автомобили со зафатување на моторот до 1300 кубни сантиметри, група А. Пожаренко во проби штип повторно би можело да се рече пали и жари, иако вози со тежина 105 кг поголема од она со која ја започна годинешната сезона. Сепак се покажува дека тоа не е доволна пречка за него за да победи на денешните тркови, тоа е со 5 секунди предност пред останатите. Значи, моќен автомобил, исто така Пожаренков добар возач, што едноставно асоцира на успех на денешната трка. При самиот крај на денешната трка имаше проблеми со хубата, меѓутоа и тоа не представуваше пречка за да се стигне до првата позиција. Второпласиран Огњан Мицев, член на автомотодруштвото Автомобилист со стартен број 64, вози автомобил Југо. Значи, ова е група 1300, група А. На првата трка во Крушево, трети, на Галичица прв и официјално.
минатата трка во Кочани триумфираше, исто така, нови 20 бора за него, а овдека заостануваше и на тренингот, и на трката по 4 до 5 секунди зад Пожаренков, меѓутоа може да биде среќен и со овие 15 бодови, бидејќи и останатите 20 надпреварувачи се во иста секунда со него, а овие 15 бодови на Мицев му обезбедуваат речиси сигурен дофат до шампионската титула. Има 15 бодови предност пред третиот Пожаренко, односно 12 бодови пред третиот Здравко Нинковски, што е речиси недостижно во нормални услови, кога сите ги завршиле трката, бидејќи во оваа класа има само 6 надпреварувачи и не може да се создаде толкова бодовна разлика на една трка, освен доколку некој се откаже. Томче Стојанов, член на Хемпромет од Скопје, конечно меѓу првите тројца, до сега стандардно добар, меѓутоа само еднаш над четвртата позиција, а четврти за прв пат во годинешната сезона Здравко Нинковски, на претходните 3 трки беше на второ место. Го подобри своето време од тренингот одржан вчера за цели 3 секунди, но иако на тренингот беше втор, трката сепак ја заврши како четврти. Реков надпреварувачите од второ до четврто место сите во 1 секунда. Огнен Мицев има 2.53.056, Томче Стојанов 2.53.364, а Здравко Нинковски 2.54.217, значи минимални разлики во оваа класа, голема изедначеност. А веројатно борбата за второто место во оваа класа ќе биде многу жестока меѓу Нинковски и Пожаренков, бидејќи разликата меѓу нив е само 3 бодови. Во оваа класа уште стартуваат Тодор Исаиловски, 5-ти, значи член на Академски, и Марко Кажич, 6-ти од Новус Хелак. И гледаме Здравко Нинковски и Георги Пожаренков во краток разговор после извозената трка, а на стартната рамнина за старт се подготви и веќе тргна на патеката Мојсија Милосавлевски. Тој е единствено од надпреварувачите кој една трка пред крајот веќе обезбеди шампионската титула во неговата класа, во негова конкуренција, со возилото Peugeot 106, убедливо најдобар во годинешната сезона. 3 први места, 60 бодови во досегашните 3 трки. Конкурентите зад него заостануваат повеќе од 20 бода, значи би можело да се рече дека овдека не станува веќе збор за некакво можно изненадување, за некаков пресврт на последната трка на водно. Членот на автомотодружството Мак Петрол, кој настапува под псевдонимот Джордан, втор, и на денешната трка имаше пех на Голичица. Претходно во Крушево ја водеше онаа трка каде што поради незадоволен минимум возачите не беа будувани за својот пласман. Значи на последните 2 трки, 2 втори места, 2 пати по 15 бодови, вкупно 30 бодови, што е доволно за трето место во моменталниот генерален пласман. Вчера на тренингот имаше најслабо време, 3 минути 12 секунди, 670 илјадити делови од секундата. Тоа време денеска го подобри, значи за цели 19 секунди. Се прикажа во најдобро светло и нормално патот до второто место му беше отворен. Антонио Скендеровски, кој денешната трка ја заврши како трет, исто така со возилото Suzuki Swift. Втор на Голичица, трет во Кочани,
на тренингот вчера убедливо најбрз, во иста секунда со Мојсей Милосавлевски. Беше побрз за 30 од секундата. Тој на оваа трка стартуваше со нов мотор, меѓутоа резултатите беа добри на тренингот. На трката новиот мотор на еднашка на два пати за момент ја откажуваше послушноста, што беше доволно за 2 секунди за останување зад вториот и 4 секунди за останување зад првиот, меѓутоа сепак кон изваредно возење Антонио Скендеровски стигнува до третото место. На четвртата позиција Славчо Тамбурковски, член на автомотодржството Машинец, во конкуренција на овие возила за сега нема забележано подобар пласман. Најжестока борба вообичаено се бие во првата класа, каде што конкуренцијата е најголема, можеби едно мало изненадување на денешната трка. Победник Виктор Арсов, член на АСК Скопје, не стартуваше во Крушево. На втората трка на Величица беше втор, 15 бода, во Кочани казнет поради неспортското однесување во Крушево. Овдека прв, значи на две трки во годинешната сезона, едно прво и едно второ место. Виктор Арсов може само да жали што годинава не возеше комплетниот број на трки, меѓутоа сепак во борбата за висок пласман останува уште една трка наводно, доколку таму успее да ги декласира своите противници, би можел да напредува, инаку моментално има 35 бодови и 5-то место во генералниот пласман, меѓутоа разликата помеѓу третиот и би може да се рече и седмиот во генерален пласман е само 7 бода, значи дури 5 возачи, 5 надпреварувачи се во конкуренција за тоа трето место, додека за првото и за второто место конкуренцијата е веќе поизоштрена, имаат надпреварувачите и поголема предност. Виктор Арсов со денешната победа едноставно не може да им ги помрси сметките на водечките, меѓутоа може сепак и со 3 од 5 трки во првенството да стигне и до трета позиција во генерален пласман. Втор на денешната трка е Тони Джеповски, исто така член на АСК Скопје, значи покрај Арсов, Милосавлевски и Рошев, кои освоија први место, Тони Джеповски го освоила второто место. За овој клуб Тони Джеповски исто така изваредно возење понуди на денешната трка во први штип, меѓутоа пред целта имаше проблеми со моторот, со агрегатот. Имено на 100 метри од последната кривина еден од 4 клипа ја откажа својата послушност и Тони Джеповски мораше да се задоволи и со ова второ место со заостанување од 2 секунди зад победникот Виктор Арсов. Инаку Тони Джеповски има 38 боди, моментално е трет во генералниот класман. На патеката веќе го гледаме Јован Панов, човекот кој го приведи на големото изненадување минатата трка во Кочани, кога едноставно се вивна меѓу водечките, на тренингот победувајќи го актуелниот шампион Ранко Станојковски за цели 10 секунди, речиси. На оваа трка уште еднаш покажува дека неговиот автомобил е добро подготвен. Трето место, нови 12 бода, со претходните 15 од Кочани и 4 од Величица за освоено 7 место.
вкупно 31 бод и 7 место во генерален пласман. Тешко веројатно дека и тој би можел да ги помрси сметките на водечките на последната трка, меѓутоа сепак во автомобилизмот ништо не се знае додека не се извози и последниот надпревар и последниот круг. А на патеката веќе го гледаме возачот на автомоторичето Мак Петров, Слободан Тасевски. Стандарден во своите возење, постојан од трка во трка. Во Крушево 5-ти, на Горечица 6-ти, Кочани повторно 5-то место, а ево овдека во Пробишти на оваа побрза патека 4-то место. На тренингот работите стоја многу поинаку. Најдобрата стартна позиција имаше Миле Делев, меѓутоа тој денеска на трката заостана. Така, останатите водачи кои беа зад него prosperираа, отидоа напред и го оставија зад себе. Слободан Тасевски со вкупно 32 бода, 6-ти во генерален класман. Ова е Ранко Станојковски, актуелниот шампион во оваа класа 1, меѓутоа тој денеска имаше пех со својот менувач. Не успеа да ја заврши трката, но поради претходните 3 триумфи и максимални 60 бода, се извинувам, на трката во Крушево беше втор, значи има 55 бодови. Ранко Станојковски го задржува првото место, додека неговиот најголем конкурент Владан Николовски, членот на автомотордруштвото Битер, кога гледаме како стартува, има проблеми со својот мотор и не успеа да стигне поголе од 6-та позиција, која му носи нови 6 бода, меѓутоа разликата меѓу него Станојковски изнесуваше полни 15, сега е намалена на само 9, што значи и за Владан Николовски сепак мали шанси за подобар пласман, односно за освојување титулата со евентуална победа на водно, додека неговиот конкурент би требало да заостанува најмалку 4 места подолу, за да се постигне таа разлика од 10 бодови. Но проследивме и стартот на четвртиот во генералниот пласман, Миле Делев, кој има вкупно 36 бодови. Стево Костовски уште стартуваше во оваа класа, член на Новус Хелак, го освои денеска 5-то место, а на 8-то и на 9-то место се пласира Светле Ѓуровски и Алјоша Стефани, кој гледаме токму во овој момент. Почитувани гледачи, тука некаде и ја завршуваме репортажата од оваа четврта годинешна трка од првенството на Македонија во Нарицко-брзински патеки. Значи, за ни предстојат возбудливи 20 на минути со автомобилскиот спорт. Денеска во Пробишти во организација на Автомото Сојузот на Македонија и Автомотодруштвото Злетово, во кругот на фабриката за акумулатори Злетово се одржа втората трка од државното првенство во автомобилизам на кружни патеки. На тесната патека стартуваа вкупно 29 надпреварувачи во 5 класи, не се возеше само втората класа, бидејќи надпреварувачите се пријавија во третата, а надпреварачите во шестата класа поради незадоволен минимум од 4 возила сепак возеа, но стартува заедно со возачите од петата класа. На оваа трка не се појавија надпреварувачите на Хемпромет, бидејќи се казнати затоа што не пуштија претходната трка исто така на кружни патеки овдека во Пробишти. За старт се подготвуваат возачите, значи, во првата класа, во оваа класа вкупно 8 надпреварувачи. Најдобрата стартна позиција за Виктор Арсов, пол позицијата. Тој исто така го имаше и првото стартно место на минатата трка. Како втор стартуваше Љупчо Цуревски со реден број 15, а зад нив се Миле Делев, Тони Джеповски, Јован Панов, Светле Ѓуровски, Стево Костовски и Ранко Станојковски. Актуелниот шампион на Рицки патеки Ранко Станојковски стартуваше од последната позиција, меѓутоа не за долго, од круг во круг ги претекнуваше своите конкуренти. Тоа го гледаме токму и во моментот кога го претекнува Тони Джеповски со реден број 17 за да освои петата позиција. Инаку уште во петтиот круг, во шестиот се извинувам, стигна до третото место, а веќе во 10-тиот круг ја презеде и втората позиција од Љупчо Цуревски. На оваа позиција остана до крајот на трката, неговиот мотор сепак не реагираше најдобро
не можеше да се впушти во трка по првокласираниот Виктор Арсов. А инаку мора да се спомене, Виктор Арсов очигледно му лежи теренот во Пробиштип, значи покрај пол позицијата на минатата трка овде во Пробиштип имаше и најдобро време на ридската трка пред 14 дена на падините крај Пробиштип. Инаку не беше и Станојковски единствен со проблеми на оваа трка. Го гледаме моментално тежувањето на Јован Панов над преварувачот со стартен број 8. Исто така и Миле Делев мораше да ја напушти третата стартна позиција. Имаше проблеми со менувачот. А исто така меѓу оние со проблеми се вбројува и Стево Костовски. Значи, Виктор Арсов победник во првата класа, зад него Ранко Станојковски, сепак тој е јунак на денот од 8 на 2 позиција. На трето место Љупчо Цуровски, само да потсетам, Љупчо Цуровски на првата трка овде во Пробиштип победи. Тоа беше црн ден за фаворитите на оваа трка. Овој пат, оние што се откажа го надополнија загубеното, меѓутоа Цуровски останува сепак кандидат за освојување на висок класман на крајот на сезоната во ова првенство на кружни патеки. Да го проследиме и прогласувањето на најдобрите во оваа класа. Победник. Првите две места за возачот на првата трка не трка имаше пол позицијата, ако не се лажам, и овој пат исто така, но сега за разлика од првата трка победи од крај до цел на првото место. Да, тоа првата трка имав незгода некоја со возилото, имав првата пол позиција, извадев и оваа трка, само сега што повеќе ми користеше средата и бе во добро темпо. Ранко покажа едно навистина одлично возење од деветата последна стартна позиција, стигна до второ место во стилот на големите шампиони. Твоја оценка за трката? Трката беше добра, што да кажам, одушевен сум од последна стартна позиција на второ. Имам малце голем, тек со моторот, така да не се десеше пушти во бркање на. Ја мислев да не се десеше тоа, ќе можев да со Виктор да пружиме нешто поголемо. Поголемо одушевување на публиката одека во Пробиштип. Трет на денешна трка Љупчо Цуровски, инаку победник на првата трка. Љупчо инаку сериозен кандидат за освојување на титула оваа година сега во овој случај. Што да кажем, трето место и не е така лошо, имав пех, закачив ивичњак, бандажот ги искривив, така со големи тешкоти го одржав третото место. Веднаш зад него, од трето место на второ изби Мојсија Милосавлевски. Зад нив малку заостана, иако имаше втората стартна позиција Здравко Нинковски, меѓутоа не за долго, тој веднаш си ја поврати втората позиција од Милосавлевски. А Пожеренков и во самата трка покаже дека оваа пол позиција не е освоена случајно. Ги декласираше своите противници во трката. Убедлива предност оствари пред останатите. Од четвртата стартна позиција стартуваше возачот на Мак Петрол, кој настапува под псевдонимот Джордан. Пред него се овие две црвени Сузуки Свифт, меѓутоа нешто подоцна Славчо Тамбурковски беше претекнат, додека Антонио Скендеровски незгодно се изврте на патеката и го оштети инаку својот добро подготвен автомобил и мораше да му се трне на патот нели на надпреварувачот под псевдонимот Джордан. Во оваа трка настапија уште и Тодор Исаиловски и Тони Велевски, меѓутоа нивните автомобили се покажаа како тотално неконкурентни во оваа конкуренција.
гледаме значи моментот од борбата за четвртото место. А ова е правиот дел од патеката, речиси единственото место каде што би можело да се изврши претекнување. Инаку во ист круг трката ја завршија само првите тројца пласирани, значи Пожаренков, Нинковски и Милосавлевски. Веќе четвртиот надпреварувачот под псевдонимот Џордан заостана цел круг. Георги Пожаренков, победник во третата класа на автомобили со зафатење на моторот 2300 кубни сантиметри група А. Очигледно најдобар во оваа конкуренција со исто така најдобар подготвено возило. Ваш коментар за трката, ги оставивте второ пласираниот и трето пласираниот, речи си за цел круг. Па добро, јас првата трка не ја возев, сега прв пат возам кружна, меѓутоа очигледно дека аутото е добро спремено и ми легна. Коментар за трката, дали противниците нешто можеа повеќе? Противниците не знам колку може, али беа изузетно фер. Јас повеќе да ги поминав за цел круг, сите оставаа место, трката беше одлична. Здравко Нинковски, трет на претходната трка, сега втор, значи ако одиме по некоја прогресија, можеби да се очекува поголем успех на следниот надпревар. Може се да очекуваме. Ние сме сите многу близко, и Мојсија Милосавлевски, и Божидар Георгиевски, и Скендеровски. Пред се би се заблагодарил најмногу на Мојсија Милосавлевски за помошта за подготвувањето на аутото, и на Ненад Стојановски исто така. Добро го подготвија и го постигнав овој резултат. Благодарам, Мојсија Милосавлевски, победник инаку на првата трка, сега трет. Избегавте за кратко на стартот и имавте втората позиција, меѓутоа пота стандардно на третата. Не знам што ќе кажам. Први ми им честитал на оние кои се позади третото место, значи на останалите учесници на трката. За мене што ќе кажам, кога пари се нема, а спонзори само 2-3, Евроимпекс, пластика, Джамаданче, успехот е тој. Значи убедлива победа на Пожаренков, тегот од 105 кг во неговиот автомобил, како да не му тежи нему, туку на останатите конкуренти. Ова е стартот веќе на автомобилите во четвртата класа. Овдека се случи можеби и најголемиот инцидент на денешната трка. Љупчо Цуревски, надпреварувачот кој го видов на предмалку во првата класа, стартуваше и во оваа, тоа правилата го дозволуваат со новото возило Honda. Меѓутоа, веќе на самиот старт на првата лева кривина се случи овој инцидент, блокира задните тркала. Едноставно голем карамбол, возилото на Цуревски налета на другите. Стартот беше повторен, овој пат нели без Цуревски. Од првата стартна позиција Сашо Андреевски успешно го затвори првиот напад на Христаки Давидковски, која зграбчи втората позиција. На трето место изби со стартен број 77 Благоја Димитровски, зад него Крста Трајковски од шестата позиција, следува Маријан Кузмановиќ и Марко Кажич. Инаку тој беше поредокот до петиот круг, веќе во петиот круг беше оттргнат од патеката поради проблеми Благоја Димитровски. Третата позиција ја превзема Крста Трајковски, втор на првата трка во оваа конкуренција. И на оваа позиција остана до самиот крај. Не видовме голема борба во оваа класа, надпреварувачите се диференцира со големи разлики меѓусебно. Ова е моментот кога Сашо Андреевски веќе го претекна Марко Кажич за цел еден круг. Значи во трката учествува активно 4 возила. Оние двајца надпреварувачи, Димитровски и Кузмановиќ, едниот се откажа, а вториот се вклучи дури во 15-тиот круг, значи во втората половина од трката.